Стресот, пушењето и нездравите навики се надворешните ризик фактори за хипертензија. Кардиологот доктор Тања Ангјушева вели дека на внатрешните наследни фактори не можеме да влијаеме, но на што можеме да делуваме и многу поштетно. Праксата покажува дека од 10 кај 6 луѓе има хипертензија, што значи дека статистиката со право го става високиот крвен притисок на врвот на листата на здравствени ризици. Внатрешните ендогените ризик фактори се наследните фактори кои што ние сите ги носиме со нас и за жал не можеме да ги смениме. Меѓутоа, надворешните ризик фактори се тие на кои што можеме да делуваме. Обезноста, неправилниот начин на исхрана, седечкиот начин на живот се една од главните ризик фактори. Втор ризик фактор е пушењето, кое што многу е често и многу е присутно за жал и ке помладата популација. Стресот е третиот ризик фактор кој што во голема мера допринесува за стресот допринесува за брз развој на кардиоваскуларни заболувања, насакани ефекти и настанување на инфарктот. Токму релаксацијата, консумирањето здрава храна и откажувањето од пушење е она што треба да се направи за да го подобриме нашето здравје, посочува доктор Ангјушева. Пред се здрава храна, здрав живот, да се прекрати со пушење, да се обрнува внимание многу на хигиената, да се избегнуваат сите оние брза храна, масна храна, значи да се вратиме малку кон природата, прошетки, пешачења, спортски активности. Мислам, тоа е она што на некаков начин и индиректно делува и за релаксација и ослободување од стресот, а воедно директно ни го подобрува нашето здравје. За да не се продлабочи проблемот и навреме да се реагира, потребни се чести прегледи, особено кај вработената популација. Праксата, вели доктор Ангјушева, покажува дека ова се почесто го прават младите, што е позитивен пример. Затоа треба да се прават редовни, така наречени систематски прегледи, кои што за популација, вработената популација треба да бидат организирани еднаш годишно на ниво, каде што покри тоа што се прави редовен преглед на ЕКГ, се мери крвен притисок, се прави ехокардиографски преглед, треба да се направи контрола на крвна слика, да се видат колкави се маснотиите во крвта. Скринингот е најдобрата превенција на несаканите ефекти на било кое заболување, а пред се на хипертензија, од каде што и ни почна нашата дискусија. Високиот крвен притисок се смета за тивок убиец. Нема те губи, а полека го грицка здравјето на организмот. Кога пациентот станува свесен, веќе има болно срце, пореметување на видот и пореметување на бубрезите.